Дами и господа, ви благодарам за присуството на денешната пресконференција, со која што отвараме некои сериозни теми. Стопанската комора, впрочем, е сериозна институција и секоја зборува за сериозни теми. Меѓутоа, ова денеска што ќе го презентираме, мислам дека е во самиот врв на темелните принципи на функционирањето на една држава, кое што во континуитет вие го пратите и е во истиот ранг како што се прашањата кои ги отворивме за функционирањето на правната држава, за функционирањето на пазарните механизми, каква пазарна економија сакаме, за самото функционирање на државата кое што возможува екзистенција за сите нас, за компаниите, за граѓаните и така натаму, и на крајот на краиштата за сите оние прашања кои што не притискат и ни тежат во моментот. Ние, како најголема и најбројна бизнис заедница во државата, чувствуваме одговорност заради тоа што бројките се неминовни. Вие знаете дека Стопанската комора на Македонија представува половина од вкупниот приход во приватниот сектор, кои го генерираат нашите членки, речиси половина од нето добивката во приватниот сектор, и секој трет вработен во приватниот сектор е вработен кон компанија членка на нашата комора. Тие бројки нас не обврзуваат и не доведуваат во позиција да јавно ги изнесеме и кажеме што се случува, затоа што тие се сериозен патокас во кој правец се движиме. Втората работа што е многу битна е тоа што, зафаќајќи се со вакви прашања во една ситуација во која што е обременета со многу голем број на проблеми, значи дека нашата оценка е дека е време после 31 година од самосталноста државата да направи еден пресек и еден рестарт за состојбите, затоа што само така можеме да излеземе и да ги надминеме проблемите. Ако државата одлучи да ги уважи тие бројки кои што ја покажуваат реалноста, тоа е како едно огледало во кое што ќе се видиш и ќе направиш проценка што треба да правиш понатака, без сериозна анализа на тие бројки, цифри, кои што ги изнесуваме од релевантни фактори, како што сме ние во реалниот сектор, не може да се проектира ни иднината. Едно од тие клучни прашања кои што мислиме дека во наредниот период треба да се земе најсериозно, тоа е прашањето на сивата економија, кое што долго време ја оптеретува државата, а особено бизнисот, затоа што бизнисот е тука практично и ова презентација анализата ќе покаже најпогодениот фактор кој што на тој начин му се врзани рацете да може да остварува инвестициона активност и да оди напред и да ја подкрепи државата во сите тие своји развојни функции, а практично тоа е еден зачаран круг во кој што се вртиме веќе 31 година, во кој што државата репродуцира социјални трансфери во најголем број, кои што ја потпомагаат сивата економија, наместо со некаква програма која што, да речем, со поддршка наша, односно на база на нашите релевантни показатели, ќе се обиде полека да направи преократ на тој план, затоа што тоа ќе доведе до разврска на многу други решенија. Често пати ние слушаме дека Управата за јавни приходи ќе излезе со црна листа на даночни плаќачи. И често пати може да сте слушнале вие коментари од наша страна дека
ние бараме да се објави белата листа, кој е тој што плаќа. Мислам дека е тоа значајно прашање, затоа што тогаш на површина ќе излези реалноста. Вака реалноста не можеме да ја видиме, затоа што на таа црна листа се наоѓаат сите должници по сите основи и по сите вредности, да речем суми што се, во кои што тешко може да се дојди до показатели што ќе кажат кој како и од кои причини се наоѓа на таа листа, а покажувањето на белата листа ќе покаже кој е тој што умее да се носи со проблемите, кој е тој што умее и во вакви услови да го полни државниот буџет, да овозможи економска активност и да овозможи функционирање на државата. Така да, мојот апел на почетокот би бил да тоа што често сме го коментирале и барале, а не сме го реализирале, ево уште еднаш да го афирмираме и да кажеме дека како бизнис заедница многу отворено, транспарентно бараме да се изнесе и таква листа која што ќе покаже кој е кој во државата и кој е тој што најмногу го полни буџетот на државата и кој е со тоа најодговорен и најтранспарентно може да ги изнесе реалностите. Тој доаѓа од реалниот сектор, нормално од кај нас, заради тоа што тоа е потребно да се види и да се афирмира и да се покаже како пример кој што треба да се следи. Ние, како Стопанска комора на Северна Македонија, ќе отвориме низа други прашања од приоритетната листа наша. Како озбилна институција, ние ги имаме поставено тие приоритети и на таков начин мислиме дека ќе ги изфрлиме на површина сите тие прашања кои што лебдеат, а не се докажани, односно екзистираат само во муабетите и во меѓусебните наши комуникации. Тие прашања кои што се од темелните вредности на функционирањето на еден систем кон кој ние се стремиме, треба да направат еден амбиент во кој што ќе има равноправна трка на стопанските субјекти на теренот, а и што е многу поважно да помогнеме на тие компании наши кои ќе излезат надвор, да извезуваат, да имаат равноправен третман и да постигнат конкурентни цени кои што можат да им овозможат равноправен надпревар со странските фирми на странските пазари. Така да, токму тоа зборува дека ова прашање е во врвот на приоритетите кои што можат да ја извлечат државата од сегашна ситуација во која што се наоѓа. На крајот сакам да кажам дека ние и понатака сметаме дека сме партнери сериозни на владата и на државата и така ќе бидиме, затоа што ние секогаш сме биле лојални представници на реалниот сектор и во функционирањето на државата, но сметаме дека во моментов има простор во кој што може заеднички да се избориме и да се надградиме во интерес на сите, постигнувајќи еден општ консензус кој што на тој начин ќе допринесе тој општ консензус да во наредните 10 години се занимаваме со економија, а не со овие прашања кои што не делат по сите основи. И тука сакам да најавам дека во текот на оваа недела ќе има и завршница на потпишувањето на декларацијата на Стопанската комора, во која што се бара да се направи еден нов договор меѓу сите релевантни субјекти во државата и наредните 10 години да се постигне консензус да се посветат на економијата. Бидејќи сметаме дека тоа е единствено спасоносно решение за нас во услови кога ние се делиме по низа основи сите овие 30 години. Можам да кажам дека тоа најде на разбирање кај сите. Таа декларација наша ја потпишаа 300 компании членки на Стопанската комора на Македонија, сите бизнис организации во државата, сите државни универзитети во државата, Македонската академија на науките и уметностите
и други институции кои што соработуваат со нас, кои што се значаен фактор во работењето и на државата и на бизнисот, и дека финишот неизин ќе биде до 101-та годишнина која ќе одбележиме на 14 јули овој месец, во кој што тоа ќе биде заокружено со барање, подкрепено со уште илјадници други потписи на компании за склучување на договор за меѓу државата и приватниот сектор за регулирање на меѓусебните односи. Значи, фокус на нашата активност ќе биде да заокружиме тој процес до крајот на оваа година, да потпишеме таков договор, со кој што практично она што во јавноста излегува како недоразбирање на таа релација, точно ќе биде прецизирано и ќе биде потпишано и ќе представува правен континуитет за секоја влада наредна што ќе дојде да ги прифаќа тие одредби кои што се запишани тука. Значи, паралелно на овој процес, кај што ги отвараме крупниве теми, одиме со многу значајна иницијатива за стварање амбиент, за донесување на еден нов договор за економски развој на државата, во кој што економијата во наредните 10 години ќе стане првиот приоритет за сите нас и на тој начин ќе му возможи еден консензус, едно стварање на атмосфера која што ќе има за цел да практично ја промени од корен таа ситуација. Многу луѓе кои што ги консултиравме, кои што ја потпишаа таа декларација, кажаа дека тоа е еден многу сериозен документ кој што практично во своја основа треба да го направи неопходниот пресврт во моралниот аспект на целото прашање кое што е сериозно нарушено со поделби во изминатиот период. Тоа треба да биде основ за тој историски договор што би бил потпишан, што го имаат потпишано и многу број земји кои што имаат сериозен развој во изминатиот период. Ние ги консултиравме и направивме компаративни анализи за тоа и мислам дека тоа многу брзо ќе го догледа и светлото на денот. И една конкретна работа исто, утре ќе ве поканам во истиот термин да дојдете на нова пресконференција, на која што наменски Стопанската комора ќе проговори за нашата иницијатива околу законот за солидарен данок, кој што се уште е во собранието, во една укочена варијанта, а веројатно нешто се спрема околу тоа и ние ќе ги изнесеме своите ставови. Нешто објавивме овие денови, али на утрешната пресконференција ќе имате детали за таа работа, кои што ќе значат многу. Така да, Стопанската комора и во овие услови во кои што се наоѓаме, се обидува да изнајде решенија, да предложи да биде конструктивен партнер. Едни од тие луѓе кои што зедоја поголема обврска од сите нас, денеска се тука со мене, господинот Павле Гацов и Зоран Јовановски, недостасува тука уште Александар Стојков. Они по задолжение на управниот одбор на комората изработија една анализа која што денеска ќе ви биде презентирана и со тоа практично отворија една нова страница во работењето на комората, во која што ниедна расправа, ниедна активност сериозна нема да биде дозволена ако не биде подкрепена со истражување, анализи и ставови и компаративни анализи, со што озбилноста на институцијата ќе добие на значај во наредниот период. Има уште многу работи, меѓутоа би оптеретил тука би го оптеретил собирот кој што е наменски денес свикан, сивиот дел на македонската економија, големи на импликации решенија, да видиме што господата презентира на управниот одбор како повратно, што управниот одбор даде насоки понатака како ќе се развива ова прашање, кое што е од интерес за сите и би му дал збор на
Подпредседателот на Стопанската комора Зоран Јовановски да почне. Како што рече председателот, тројца работевме на оваа анализа. Мотивација ќе се обидеме накусо да ги презентираме главните поенти од анализата. Мотивација за анализата. Значи, секогаш кога се потребни дополнителни пари во буџетот, потезот кој што се повлекува е да се зголема давачките за оние кои што и онака редовно и во целост ги исполнуваат своите обврски кон државата. Пример беше даночната реформа најавена во јули минатата година, солидарниот данок на добивка и така натаму. И ние постојано укажуваме дека треба да се направат сериозни напори на потешкиот пат, а тоа е да се влезе во костец и во сериозна борба со сивата економија. Последиците од сивата економија се познати, само таксативно ќе ги напоменеме. Значи, ако се зголемуваат давачките за оние кои што ги плаќаат обврските, затоа што некој друг е во сивата економија и не плаќа, тоа значи дека на тие компании негативно се одразува тоа на нивната финансиска кондиција. Ако на пазарот има некој кој што плаќа и некој кој што не плаќа, немате лојална конкуренција. Растот на економијата се ограничува, бидејќи тие што се во сивата економија сакаат да останат под радарот и заради тоа и својот раст го ограничуваат на одреден начин, што индиректно го ограничува и растот на целата економија. Не треба ни да се каже дека јавните фондови, буџетот на државата, социјалните фондови, сето тоа е погодено од постоењето на сивата економија. Меѓутоа, малку и за пошироките аспекти, не економските. Значи, сивата економија го поткопува владењето на правото, затоа што кога таа се толерира, практично воведувате неказнивост во системот и намалување на довербата на сите во земјата во владењето на правото. И, конечно, толерирањето на сива економија во поголем обем, во подолг временски период, носи ризик во даден момент, тие кои што се дел од сивата економија, на одреден начин да го преземат општеството со својата ментална матрица и со самото тоа да го преобликуваат согласно својот начин на размислување. Од тука произлегува дека сивата економија не е само економско прашање, туку и длабоко општествено прашање. Сега, во однос на факторите кои што ја детерминираат сивата економија, во студијата има едно резиме на 28 студии за тоа кои фактори колку влијаат. Околу половина од појавата на сивата економија се објаснува со висината на даноците и социјалните придонеси. 10 до 15% од сивата економија е објаснета со зависи од интензитетот на државната регулатива, колку таа е обемна и ги притиска фирмите во водењето на бизнисот. Има една друга редица на фактори поединечни, кои што се 5 до 8% и сите овие фактори заедно што ги спомнав, објаснуваат 70 до 90% од сивата економија. Сега, она што е, можеби за вас и најинтересно, колкав е сивиот дел во македонската економија. До оваа анализа постоја различни проценки од различни, да речем, авторитети и проценките беа во распон од 17 до 33,4% од БДП. За потребите на оваа анализа, професорот Стојков направи анализа, мислам пресметка, и според неговата пресметка во македонската економија сивиот дел е 33,2% од бруто домашниот производ. За споредба со другите, значи ние сме отприлика на нивото кое што и во другите земји од Западниот Балкан, меѓутоа во EU27 просекот е 19,4% од бруто домашниот производ, што значи сивата економија постои, меѓутоа е значително пониска. Сега, што значи низ бројки 33,2% од бруто домашниот производ? Ако ја земеме 2022 година, тогаш сивиот дел на македонската економија изнесува 4 милиарди и 282 милиони евра. Ако ја продолжите пресметката понатаму, да видите што значи тоа во смисла на изгубени приходи во буџетот на државата, тоа е милиарда и 280 милиони евра. Сега, кога ние би успеале како земја да се сведеме на нивото на Европската Унија, на просекот од Европската Унија,
Дури и со толкава сива економија како што има Европската Унија, ние би имале 450 милиони евра поголеми приходи во буџетот. Можеме да замислиме што се може да се направи во држава, сакате образование, сакате здравство, сакате инфраструктура, што и да е, со дополнителни 450 милиони евра годишно. Значи, потенцирам годишно. Беше споменато дека еден од водечките фактори за појавата на сивата економија се давачките, односно даноците и социјалните придонеси. Сега, обично кога се зборува на оваа тема и кога некој ќе каже дека во некој стопански субјект не издава фискална сметка, веднаш вака по една едноставна технологија се вели па добро 18% ДДВ не пресметал, тоа е отприлики изгубеното што државата не го наплаќа. Ние во студијата докажуваме дека се работи за значително поголеми износи, односно дека се работи за избегнување на повеќе од половина на прибраните приходи, односно ако субјект во сивата економија на целиот прибран приход не плаќа никаков данок, значи сите 100 единици му се приход кој што го става во джеп и го користи понатаму за мултиплицирање и генерирање на нова сива економија, корупција и така натаму. Оно што работи во регуларната економија се разбира дека повеќе од половина, според нашата пресметка, дури околу 53% ќе му собере државата. Да не одам во детали, во анализата објаснето, значи тука се данокот на добивка, персоналниот данок на доход, други давачки и така натаму и така натаму. Така да ова се разбира дека е од голема важност, значајно, и затоа отприлика и во ваквите причини ги наоѓаме и решенијата во борбата против сивата економија, односно нејзиното регулирање. Ние, кога зборуваме, потребна е дигитализација, потребна е контрола, потребно е следење и така натаму, се тоа некои алатки и механизми во борбата против сивата економија, на пиедестал, на врв ја ставаме политичката волја. Бидејќи сметаме дека без силна политичка волја и во контекст на оној договор, односно декларација за која што зборуваме, дека државата ќе се грижи да си ги наплаќат своите приходи што и припаѓаат, но не е од оние што редовно плаќаат, туку пред се од оние што треба да ги внесеме во системот, да ги направиме уредни даночни обврзници, односно субјекти кои што ќе си ги плаќаат своите давачки. А особено затоа што, иако не плаќаат, тие до крај имаат право да ги користат сите државни услуги еднакво како и оние што плаќаат данъци. Во контекст на патиштата, безбедноста од војската и полицијата, здравството, образованието и така натаму. Затоа, после оваа констатација дека е најважна политичката волја и желбата на субјектите кои што се менуваат на власт да се борат против ова, би го нарекле општествено и економско зло, ние се спуштивме во потрага по тоа владата со какви политики, односно документи се впуштила во таква борба. Значи, овде цитиравме две стратегии што ги најдовме активни, зборувам во овој период од 23-та па и понатаму што трае. Значи, тоа е стратегијата за формализирање на неформалната економија, документ на Министерството за труд и акцијски план за сузбивање на сивата економија, документ на Министерството за финансии. За жал, она што во приватниот сектор сметаме дека е најважно, отчетноста, ефектите, резултатите, презентирање пред јавноста за да видиме колку успеваат, односно колку се добри тие мерки и даваат резултати, не успеваме никаде да го најдеме, односно не се презентирани никакви резултати на оваа тема. Предпоставката е дека или се многу добри или се многу лоши, но се разбира ние би оцениле само ако некој ни презентира како е постапувано и кои се ефектите, односно можностите. Во студијата презентираме повеќе мерки за борба против сивата економија, од оние што се стандарди и познати во светот до некои во наводници порадикални мерки, би рекол јас, затоа што сметаме дека Македонија е веќе во ситуација, во фаза кога треба
да се впушти во безкомпромисна борба со сивата економија, дека треба да се заборави на еве да кажам политичка толеранција од типот сивата економија го обезбедува социјалниот мир, па се работи за наши гласачи, а не знам во таков неков контекст објаснување се заради минимизирање на лошите деструктивни последици од сивата економија. Значи, генерално сметаме дека еден од водечките проблеми за генерирање на сивата економија е готовината. Затоа бараме проект за истиснување на готовината, бидејќи таа ја храни сивата економија. Што е поентата? Готовината, откако ќе излезе од трансакцијскиот дел на движење на парите, прега во джебовите. Понатаму ние не знаеме кој за што ја наменува. Дали за корупција, за генерирање на нова сива економија, дали за некакви вложувања кои што потоа ќе ни се пласираат еве како вложување со некакви политички позадини и така натаму и така натаму. Затоа сметаме дека тоа треба да биде прва алатка во ваквата борба. Во таков контекст дури сугерираме воведување на јавна давачка за правните лица при подигање на готовина од нивните трансакцијски сметки. Ова би ги дестимулирало за работи кои што можат преку трансакцијски сметки да се изведуваат да се подига готовина. Велиме умерено утврдена висина на една даначна стапка би била 0,5% при секое подигање на готовина, затоа што не знам дали забележувате, деловните банки веќе наплаќаат некаква форма на провизија за подигање на готовина. Ако се уредува оваа со пропис, се разбира дека таквата провизија треба да биде исклучена, односно оневозможена, бидејќи државата во наводници би дошла по своето, нели? Тоа е, сметаме дека е работа на државата. Па дури ние затоа на почетокот го представив како радикална мерка, велиме ако дојде момент за замена на физичките пари, како што ги именуваме сега табличките на возилата, нели, со НМК, во физичките пари во обележите, ако треба да пише од Северна Македонија, тоа е шанса целата готовина да се прибере во еден тајмик, што ќе биде даден во таа фаза на замена, но и можност да се испровери кој, од каде, на кој начин и дали за тоа платил јавни давачки за таа готовина што ќе декларира како износ што треба да се замени. Се разбира, ова се треба да биде детално разработено и да биде претворено во ефективна мерка. Велиме дека измина времето на книжните и кованите пари, дека доаѓа времето на дигиталната економија, доаѓа времето на дигиталните пари, затоа и бараме од државата секој процес, каде што може, да биде дигитализиран. Неопростиво е во 2023-та, веќе не знам со години ние зборуваме за e-фактура, за e-фискална сметка, ние сугерираме да се користат модерните опции на мобилните телефони, значи веќе да не едноставно да не се користи готовината во било какви форми на трансакции, да не постојат такви механизми, алатки за плаќање, наплата, плаќање на јавни давачки, понатаму да продолжиме во административното општење со државата во контекст на обезбедување на документи, не знам, се во контекст на секој различен пропис што треба да се обезбеди. Значи, очекуваме, знаеме дека управата за јавни приходи работи на еден систем на e-фактура и e-фискална сметка, бидејќи околните земји сите го направија тоа, почнувајќи, не знам, од Србија, Албанија има исто така прекрасен систем за e-фактура. Бараме ова да биде централизирано, значи да го подобриме, но да се воведе уште едно портфолио во тој дигитален систем, во смисла да се следат и залихите. 2023 беше пример, 2022 почетно, дека, например, при увозот на земјоделските производи, увозниците лажат за увозните цени. Не знам тоа дали го воочувавте. Декларираа, не знам, краставици и патлиџани увезени по 30 денари, за да платат помала царина и помало ДДВ, па кога ќе излезе на пазарот со 100 денари продажни цени, маржи, не знам, од 70%, кога се обиде министрот за економија да им ги ограничи на 10%, се виде дека нема вистинско декларирање на цените, па и на залихите во рамките на овие процеси. Затоа очекуваме
ова да биде платформа која што ќе биде линкувана и врзана, кажав, и со физичката големина на увозот, што автоматски ќе ги зголеми капацитетите на државата за следење како на готовината, како на парите, така и на залихите, што е во ваков контекст многу важно. Очекуваме да се обезбедат механизми, односно платформи за регистрација, значи тоа да се прави компјутерски, да не се оди по шалтерите на управата за јавни приходи, односно на некои органи во Министерството за економија, во инспекторати и така натаму, за доброволна, односно лесна регистрација на оние што ќе се обидат, односно ќе сакаат да влезат во системот на регулирана економија, и при тоа да се обезбедат механизми и алатки кои што ќе значат, освен репресија, казнување таму каде што ќе се даде рок, а нема да се постапи согласно дадениот рок, да се наградат со некаква форма на намалување, обезбедување или охрабрување на оние што во определен рок ќе извршат регистрација на такви платформи, односно ќе станат, условно да кажам, легални субјекти за вршење на бизнис во Македонија. Често пати готовината завршува во наменувачкиот пазар. Деновиве бевме сведоци, оние што го следат девизниот курс знаат кои се причините. Имаше известен раст, често пати е тоа заради нафтата, струјата и така натаму, кога има поголем пораст, но знае курсот многу лесно и нагоре-надоле се движи кога имаме, не знам, божични празници, кога имаме лето, нели, кога доаѓаат нашите гастарбајтери со пари, но тековните купувања и продавање на менувачкиот пазар некако мислиме дека Народната банка не успева до крај да ги следи. Односно, нема успешно линкување по матичен број на секој граѓанин за секој купен износ на девизни средства, односно на валута, за на крајот на краиштата да провериме кои се денарите од кај дошле за да успее, односно да се појави на девизниот пазар, односно на менувачкиот пазар во случајот и да купи соодветни девизи, а тие пак понатаму завршуваат или во странство како недвижен имот, или како мито, корупција некаде во земјава, што се разбира исто така е работа што треба да се прекине. Трендот на неиздавање на фискални сметки, мислиме дека се засилува, особено затоа што инспекцијските органи, дали заради капацитетноста, заради немањето луѓе, дали заради едноставно, пак ќе кажам, политичката волја, не се врши во оној степен во кој што се вршеше во минатото. Сведоци сме секојдневно, не се издаваат фискални сметки, односно дури со пристапот типот ќе ви ја намалиме цената за 20% ако не ви издадеме сметка. Некои од вас можеби сведоци се биле, но јас еве кажувам од мои ситуации што прилично е зачудувачки со каква храброст се пристапува на едно вакво незаконито дејство, така да очекуваме тука инспекцијските органи особено да ги засилат контролите, затоа што во вакво време кога имаат GPS фискалните сметки многу лесно на часовна основа, значи нема потреба на дневна, може да се проверуваат трендовите и да се воочува кој издава фискални, кој го закочил фискалниот, па наводно го носи на поправка и затоа во тој момент не може да издаде фискална сметка. Според нашите анализи, објавени од студијата, сметаме дека дури 25% од закупнините кои што се на пазарот на издавање под закуп на недвижности не се пријавени, од нив не се наплатуваат персонални даноци, зборувам кај во секторот на граѓаните. Тука се разбира е работова, освен на управата, имаме и дел што е во општинска надлежност, но и мислам дека и катастарот, ако обезбедува добри информации до овие надлежни органи, може да се подобри ваквата наплата. Веќе беше спомнато, тука е поентирано во друг контекст, дека се води двојно книговодство. Јас го презентирав во контекст на увозот и лажните фактури при увоз, што се разбира треба да биде предмет на преку онаа платформа што кажав е-залиха, дополнување на платформата е-фактура. И на крајот оној тренд на исплата на плати во плико, иако се намалува, е појава во пракса, но и еден обратен тренд е појава во пракса, особено во источниот дел на Македонија, кај, можеби, да не споменувам кои индустрии, сами ќе препознаете, исплата на минимална плата, па тоа ви е премногу, остатокот што сметам дека
треба да ви биде помал, ќе ми го вратите во готово. Значи и тоа го има во пракса, така да пак ќе кажам, готовината е злото во наводници што треба да го намалуваме за да се елиминираат и ваквите случаи. Еве јас накратко сосема до овде застанувам. Минувачниците. Значи, треба сите соодветни бази на податоци да се обединат во управата за јавни приходи. Значи, некој во управата за јавни приходи треба да биде во можност во секој момент, врз основа на сите податоци кои што се слеваат таму, вклучително и од минувачниците, ама затоа треба да се обезбеди дека секој кој што купува девизи, продава девизи и така натаму, трансакцијата во минувачницата му е соодветно регистрирана во системот, да може да провери. Ако некој минатата година има пријавени приходи од 10.000 евра, а купува и на тоа платил данок, а купува девизи за 35.000 евра, треба да биде во можност УЈП да праша од каде се тие другите 25.000 евра. Тоа е тоа што треба една таква координација меѓу институциите да овозможи, тоа е суштински важно. Исто така, мислиме дека едно тело за соработка помеѓу УЈП и деловните даночни обврзници би помогнало на управата за јавни приходи низ комуникација отворена, конструктивна, да може и управата да знае подобро на терен од самите компании кои што го плаќаат данокот, кои се слабостите и каде всушност се крие сивата економија. Покрај тоа што или беше предмет на презентирање тука и во анализата, постојат и други мерки кои што не беа предмет на анализа во оваа анализа. Борбата против корупцијата, готовината, сивата економија, корупцијата се браќа и тие одат паралелно. Друго е преиспитување на товарот за бизнисот, од висината на давачките и преголемата сложеност на регулативата, и се разбира мерка трета е дигитализација на работата на јавната администрација. Кога се ќе се собере, заклучокот е многу едноставен. Значи, сивата економија не е само економско, туку е длабоко општествено прашање. Тоа е во интерес на секој во салава, на секој во држава кој што плаќа данок, сака да види дека и другите плаќаат толку колку што треба да платат, за да имаме подобро здравство, подобро образование и се друго што сакаме да е подобро. Финансиските последици за државниот буџет се огромни, ги спомнавме. Она што е потребно е силна политичка волја и една робусна, безкомпромисна акција, сивата економија да се намали, да се редуцира, да се формализира и да стане дел од нормалната економија. Сите овие мерки, помалку или повеќе, се и претходно разговарани, се познати, но она што останува е тие да се применат. Толку, така да ви благодариме на вниманието.